Почитувани, добар ден, еве сме во емисијата Очи во очи на телевизија 24. Ви посакувам добре дојде и се надевам на добра дискусија околу една конкретна тема, повеќе би рекол е хипотетско прашање, отколку нешто што би можеле да го очекуваме, но е навистина и широка и суштинска и можеби навистина ги допира причините или е дел од механизмот, од начините за справувањето со корупцијата, со долговлекувањето на судските процеси и со проблемот на неказнивоста, односно воопшто ставање на крај на сето она со што се справуваме практично од како е државата, независна. Станува збор за тоа дали сметате дека кривичните дела кои се ги направиле функционерите не би требало да застаруваат. Идејата, еве сега пратениците на левица најавија, како идеја го најавија и ќе го преточат тоа во предлог закон за изменување и дополнување, со кој би се предложило застарувањето на кривичните дела да биде дуплирано за функционерите, но и да има кривични дела кои не би застарувале воопшто, а кои би се однесувале на економскиот криминал. Сега тоа што политичка партија предлага во суштина не е повод за темата, туку дали навистина на овој начин би можело да се решат проблемите кои ги имаме, кои директно всушност се генерираат токму од тие структури. А ова кој како дава предлози и слично, тоа повеќе, помалку, не знам како може да го толкува тоа човек, затоа што ако гледа така на нас, да речеме, еве, можеме тука и сметајте дека во рамки на дискусијата може да се прошири темата токму и околу ревизијата на приватизацијата, на македонската приватизација. Дали да се изврши ревизија на сето она што беше приватизирано, па би рекол некој можеби најмалку 2,5 милијарди евра и над 1700 предпријатија, а од кои државата всушност инкасираше само 20% од вредноста, па добивме еден куп олигарси, кои се потоа во спрега со функционерите, кои станаа функционери, впрочем, па потоа спрегата со правосудството, кој на некој начин исто така стана во голем дел еден вид сервис или така натаму, или се едно, иако не станало функционирањето, односно нефункционирањето и довербата, односно недовербата си го кажуваат своето. Сега, да, политичките партии, па дали јасно е дека се свесни, но тие предлози, ако се вратиме наназад, ќе видиме дека такви предлози имало многу поодамна, а ги има и денеска. Но ништо конкретно тоа не е направено. Дотолку повеќе, може би е време токму и да јавноста, граѓаните го побараат тоа, да го побараат, впрочем, и во предизборните програми, кога станува збор за тие предизборни ветувања, а да се вратиме малку наназад, па ВМРО ДПМН во 98-та година, како клучен адут, поради кој, може би не ги доби изборите, но доби доста со тоа ветување, парламентарните избори, беше ветувањето за ревизија на приватизацијата. Сега сме речиси 30 години подоцна. Нема ништо од тоа. А тогаш беа неславни 20 години поминати од приватизацијата. А минатата година, крајот на минатата година, пак дуи токму побара ревизија на приватизацијата.
владата ги стави интересите на граѓаните пред оние на олигарсите и да направи еден вид деолигархизација. Да се преиспита сето тоа што е приватизирано за, не знам, 1 евро, а не е за 1 евро сигурно, може би 1 марка германска, не беа тогаш марки, или се едно, како и да е шегата на страна, онака за смешни или нереални суми. Парите повторно ги нема, затоа и велам 20% државата од сето она што постоеше и што сега не постои или што е во приватни джебови. А тоа беше таа трансформација кон подобро, од она лошо. И потоа велам, значи, од тогаш почна ревизија, идеи за ревизија на приватизацијата и продолжуваат и сега. И сега, значи, сето тоа изгледа се сведува токму на тоа, ако и веројатно луѓето заборавиле, па ајде онака неколку години подоцна повторно, ќе направиме, тој ќе направиме. И затоа еве паралелата кој колку, за да не се фаќаме околу партиите, тоа е идејата. А што левица и слично? Добро ете, ВМРО ДПМН 98. А што ВМРО ДПМН? Па еве ДУИ, декември минатата година. А во меѓувреме и така натаму може да се спомнуваат и други партии околу овие идеи, но ништо конкретно не е направено. И ако се вратиме сега на ова најновото, а тоа е, значи, токму кривичните дела за функционерите да не застаруваат, дека ќе се поднесе предлог закон, веднаш гледаме и поделени реакции во собранието. Дури и оние кои, да речеме, начелно нешто околу тоа барем би го разгледале, не скокаат од среќа. А еве, да речеме, ВМРО ДПМН смета дека најгрубо легализирање на неказнивоста, амнестијата за политичката и бизнис елита и отворена врата за корупцијата да продолжи да цвета, е помеѓу другото и направено со измените на кривичниот законник. Сега тука ги имавме СДСМ и ДУИ како законодавна власт, директно, значи, со Министерството за правда и така натаму, мислам, кои подржа, како и да е, се сеќавате пак дека тие измени директно, ако не се лажам, дали заменик министерка или кој беше, не беше, значи, да не одиме ниту етнички, македонска националност беше, да не именувам. Но беа поддржани директно од СДСМ и ДУИ со обезбеден кворум од ВМРО ДПМН. И потоа јасно беа критикувани и со извештајот и слично на Европската комисија, но настрана тоа директно предизвикаа директно застарување на бројни клучни дела. И сега на оваа идеја да не застарува, СДСМ поддржува построги закони за функционерите, но се против ад-хок решенија. И сметаат дека нов кривичен законник, изработен со ЕУ експерти и според германскиот модел, е вистинскиот чекор напред. А кој чекор направивме пред неполни 2 години со измените на кривичниот законник, токму иницирани од СДСМ. Затоа велам, не е битно која и каде да фатите партија. Едно е во едно време, друго е во друго време, а сите се за тоа. И така да гледате, може да се враќаме од 30 години наназад до денеска и истото се врти околу предлозите, но ништо не е спроведено, за разлика од тоа дека сите тие нивни придобивки, плати и патни трошоци и така натаму, одлично експресно се решава. Што пак не се решава кога станува збор за проблемите, дали во здравството, дали во правосудството, дали за, не знам, минимална плата и така натаму, тогаш не може ни економско-социјален совет да се свика и слично. И сега по однос на оваа идеја ВМРО ДПМН
пак неофицијално се воздржани да почекаат да го видат предлогот од левица, па потоа ќе донеле одлука како ќе действуваат. Слично и знам исто така. Мислам, што зборува сето тоа? Дали, ако едноставно немате врска за тоа, со тоа, ќе кажете, апсолутно одлично. Да, иде, имаме една контрола и готово, како што поминувате на аеродром, дали имате оружје или не. Кој нема ни зона метал детектор врата, па нема ни да ја забележи, ќе помине. Или, не знам, во банка да ви одобрат кредит, па ве прашуваат се обложувате ли се, коцкате и така натаму. Ако не сте влегле во обложувалница, воопшто. Ќе каже, да, слободно воведете контрола таква. Проверете ме дали се обложувам. Но ти знаете, ека не го правите тоа. Меѓутоа, тука имаме воздржаност. Гледате, па да не биле адхок решенија и слично. И се сите честни. Одзнам се исто така воздржани, ќе почекале официјално да го видат предлогот и повторно работни групи. Па тогаш да работат работни групи во Министерството за правда, да се изнајде решение како да се поправи штетата од контроверзните измени на кривичниот законник. Значи, а сега повторно политички, а тоа што направија тие, како тука да направиме нешто, а како да правиме контрола, ќе видиме тоа. Од СДСМ пак, како што кажав, да, ете, подржуваат поригорозни, но адхок решенија не би го постигнале посакуваниот ефект. А затоа измените на кривичниот законник токму оттаму, со дуи велам подржани, не беа адхок. Скратена постапка, европско знаменце и така натаму. Затоа еве ја, значи, денешната тема, но не од призма на која партиите ја презентираат, затоа што очигледно никогаш не ја ниту спроведуваат. И тоа треба само да биде музика за нашите уши, тоа што сакаме да го слушнеме, а никогаш нема да го видиме. Па да продискутираме за тоа дали ова би било решение и дали всушност суштината на темата е, ако сметате дека да, кривичните дела треба да не треба да застаруваат, односно треба или да се удвојат или да нема застареност, зависи ако станува збор за економски криминал. Дополнително со ревизијата, тука доаѓаме и она денеска што го дискутиравме во слободна тема, некои од вас дали потекло на имот, дали и она со земјиштата, државни земјишта давани и така натаму, кој колку поседува и така натаму, па да се направи ревизија на сето тоа. Ако сметате дека да, се доаѓа до клучното прашање, а тоа е дали ќе се направи тоа. Затоа што очигледно, затоа и ве подсетив, 30 години, ако не 30, секако велам од... Па да, речи си 30 години, се спомнуваат и ревизии за приватизацијата од 90-тите, а и во поново време и ова околу зголемувањето, односно незастарувањето. Со други зборови, никој нема авторство над овие идеи. Не се нови. Но клучното прашање е дали тоа може да се направи, дали ќе се направи, односно ако сметаме дека тоа треба да се направи, како да се изврши притисок да го направат тоа што само велат дека треба да се направи, а не го прават. Особено велам за да токму се поместат работите од таа мртва точка, справувањето со организираниот криминал, со корупцијата, но и токму да се провери тоа што било наназад, а не завршена работа. Затоа велам и приватизацијата ја ставам тука. Како клучен момент кој може би нема да ја надомести штетата направена на државата и на граѓаните, но барем ќе помогне, токму како и ова што е со Кочани, ситуацијата, трагедијата, да помогне за воиднина да се превенираат таквите работи и сето тоа заедно да овозможи напредување на државата, значи да не се прават таквите работи, односно да почне стапката на корупција, на организиран криминал драстично да се намалува.
Ако знаете. Затоа што аргументот и за измените на кривичниот законник беа дека со намалувањето на казните тоа ќе се овозможи. Па еве видовме за стареа дела. Сега, дали со построги казни, односно со удвојување, односно незастарување, дали ќе почне да опаѓа? Кога некој ќе знае дека ако односно се фати ова како и со пензиите што зборуваме, дали линеарно, дали како веќе, ако некој одговара за кебапчиња или за прегазење на човек во сообраќајот, нели, смртни последици, со одредена казна, дека функционерот ќе одговара 3 пати повеќе, а не обратно. Тогаш дали ќе имаме почеток на крајот на корупцијата и на криминалот. 60-91-924, еве почнуваме, повелете, добар ден за првиот гледач. Добар ден, повелете. Дали се слушаме, повелете. Дали имаме некого на линија? Добар ден. Повелете. Ало? Да, повелете, вие сте. Добар ден. Поздрав, повелете. Исо, Да. најнов мој предлог да се направи Министерство за мито и корупција. Аха. Зошто го викам тоа? Дали се сеќавате маркуаната колку беше строго забранета, да не смееше никој да пипи трепка овона? Што направи? Е легализира, сега плантажи се произведува, никој ништо не зборува за тоа. Кај плива маркуаната, кај се продава, што се случува? Си се легализира, овие по 600-700 милиони евра шиваат надвор, кој натамо, кој навамо, легализирано за мерак. Така и ова. Ако се легализира митото и корупцијата, и сега, например, јас, ако сакам да свршам некоја работа, ако сакам ќе давам тај, ако не сакам не давам. Или со него ќе се пазарам. Колку ќе бараш, толку ќе ти дадам, не ти дадам, попушти, ти вам те там се, нешто ќе заживее. Ова државиче наше експериментално, крај нема. Кога не постоиме више, не се знаеме што сме, па и ова нека се легализира, па да тргне држава напред. Иначе вака не бива. А ова што се однесува за службенициве, за министриве, за пратенициве, за директорчиња, за шефчиња, за сите, никакво помилување, никакво простување. Казната двоструко да се зголемува и да ја одлежат. Да видат како се кради и како се живеи на рачун на народот што пати, што работи, за да можат тие да живеат. Исто гледам време во Милета, да те поздравам и убав ден да имаш. Благодарам, поздрави до вас, секој добро, повелете, добар ден. Добар ден, Исо. Да, се слушаме, повелете. Вака са. Не да речиш дека вие поставивте темата, мене ми е смешна многу. Еве зашто ќе објаснам одма, не борем, јасно. Ова што е поставено, не треба да застари. Ама знаете во Македонија што застарува? Ако украдиш 2 штрики цигари, ако украдиш 20 кебапи, ако украдиш кокошка, тие не застарува. А овие, гледам, Исо, Мијалков, не бранам ни една партија и со сите. Чаве, ние не зборуваме, Исо. Врете, ние се јавуваме, знаеш како. Ајде да испрајме некако нешто, не може, Исо. Имам кажано, нови луѓе кои никогаш не биле досега во политика, што нема да знаат дека која е ВМРО, која е СДС, која е ТУИ или Блен, пример. Без разлика за националност. Само таква работа може да не спаси. Вака ти мене, јас тебе, не бе, Исо. Не ни држи вода. Не ни држи вода. Ево, слободната тема, ќе ми дозволиш една секунда, еден човек стално е на вашата линија, да речам, вели, сега ќе видам патриотите дали ќе да во Москва. Добро бе, Исо. Кај треба додиме ние, ако не во Москва, победа над фашизмот?
Имаме ние во Македонија националност што ќе оди во Киев да го прослави фашизмот, затоа што тие беа со нив. Меѓутоа, нажалост, денески тие се на власт. За разлика на глупите во наводници ВМРО и СДС. Така да му одговорам на тој кај ќе одиме, таму треба да одиме. Ние се боревме против фашизмот. А има луѓе во Македонија. Така, благодарам, ве поздравувам. Добар ден, повелете. Повелете, добар ден. Ало? Да, повелете, вие сте. Вако сега, убаво човеко кажа. Аха. Сега, судството од 91 година. Сета, бех, криминали, предавство, филми, задруги, атентати, што се случило, Бранкова мафија, што е на власт банца. Лицомерни комунисти се бија, не се комунисти до 90-та, беа тие краде и бране, ама лажни наследници се прават само за лично богатење. Овие со делата са анализите. Не патриот е бране ВМРО. ВМРО е бране државата, граде државата, отвара работи, развива државата. Инвестиции до нас, индустријските зони ги сите ги донесе населените на нивите, сите ги даде, ги исплати и дори денонизација исплати. Значи, народна партија, што се грижи за граѓаните. Ови судство. Нема чувство да си дадат оставка. Интерпелации да се одат, вечно костино, да ги бранат и предавници. Ова не е видено нешто. Предавство е предавство. Тоа треба да робја дедо, или треба да се пресуде на судството да треба да одлуче. Нека ми ник може да се пресуде. Се се откажале македонштината и со бугари, и со балистите, дуи и со бугари и грците. Се они имат барени се, ке имат. Затоа што се откажале. Криминал, корупција, каде е галер се, подкупиле од фондо. И галер требаше да кажа, галер, корупција. Се подкупуват. Фонд за подкуп, за насилие, ги држат, а на народот нема. И цените искали 200% ги качија. У Грција 3000 артикли ги нема ние. Тука не ги намалува. И сакат това. Само билят како да се накопат и уставни измени. Ништо друго. Тоа ли е партија? Тоа е злосторство. Делате се гледат. Ама исто треба да одговарате и вие, што са слушатели. Паролите се врđа. Така, истече времето. Поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Да, повелете, ве слушам. Овој предходниот од Кина и со да не те се јавуваше, ништо не се разбираш. Ба, може би телефонот кинески, ама не, подобар би бил ако е кинески, се е од Кина, електронско, па е супер, да. Па исто, види вака, гјајся, приватизацијата на Бранко што направи за цел народ беше болна, ептен болна. Лјупче Георгиевски така стигна на власт. Цеа улица Па имено, да, зато велам. Друга постава беше, парите но ќе ги партиски. врата назад, овако све, и добил бедливо на избори. Ама ко доби на избори, овако, почна истото да го прави. Отиде, Окта ја продае, цементара ја продае, истото и сега се случува. Па да, тоа беше пред неполни 30 години, а сега 30 години подоцна Дуи го бара истото. Значи ништо не е направено. Да, Мицковски истото го направи. Истото, преспанскиот договор ќе го уништа, бугарскиот договор ќе го уништа, што после да каже дека преспанскиот договор бил феноменален. Значи, народот тука перцепција зема дека партиите се исти, уште од Лјупче Георгиевски, дека се исти, само се бора за власт и кој да биде на власт. И што е најточно, што е дека се исти, само власт ги интересира. И тоа е тоа. А иначе вака, ние како народ оваа тема ја слушаме и се радуваме. Знаеме дека ништо нема да биде. Нити со законите, нити како ќе ја кројат судбината ВМРО, СДС и овакво и партија од албанскиот блок. Иначе, они сами со себе да се казнат нешто за станување. Нема шанси, нема шанси. И со поздрав, пријатно. Благодарам ве, поздравувам. Добро, со други зборови, сакате да кажете дека секој се надпреварува во тоа да понуди нешто што е можно поголемо за граѓаните, што попримамливо во таа смисла.
за да ја добие довербата, за да остане на власт, а не за да го направи тоа. Значи, повторно приказната со трговачкиот патник, како да ви продаде нешто, осигурителна полиса или што ли. Не за да добиете вие премија некоја, ако даваат така, би пропаднале. Туку за да добијат тие пари, а не за вие да имате услуга. И затоа се тие ситни букви по тоа. Да, ова се во ред како што подпишавте, само не важи во еден куп случаи други. Повелете, добар ден. Добар ден, убав ден. Убав ден, Иван, повелете. Моето размислување е следното. Аха. Ја ми се чини дека секој еден кој ќе направи било каков прекршок, значи по штета на државата, на сопствениот народ, значи да не застарува и секој да одговара. А посебно, значи представниците на власт кои ги носат законите, кои што треба да се грижат за спроведување на законите, значи секој едно недело треба да сноси одредена тежина и да има одредена мерка, односно да оди тој што ќе прегрши законот, да оди на годишен одмор во Идризово, најмалку барем 5-6 години да поседи, да се одмори, да види како е животот таму, кои се условите, дали се исплати да го справи тоа дело, дали условите на живот се подобри, па сите да одиме таму. Ја мислам дека овдека законодавецот заборави или представниците на власта заборавиле дека тие се таму, значи да ги носат законите, да се борат да што повисоко бидат казните за прекршителите, но за представниците на власта казните да бидат дупли, затоа што со тоа ќе се натераат да размислуваат позрело, со свест и совест. А овие наши представници денеска кои ги имаме на власт воопшто не размислуваат, затоа што они рачунаат само на тие 4 години да направат што повеќе тендерчиња, колку повеќе може да префрлат на нивната сметка, колку повеќе да украдат, на воопшто не ги боли увоза со граѓаните. Тие не размислуваат дури и кога ќе подигнат кредити од странските земји, кој ќе ги враќа и со какви маки ќе ги врати. Затоа што тој ќе биде на друга страна, а некој друг што ќе дојде на власт, тој не ќе му мисли како да ги... Така, благодарам, поздрав до вас. Повелете, добар ден. Добар ден, почитувани со... Почит, повелете, добар ден. Благодарам, повелете. Па, интересна работа во медицината, мислам дека е поважна превентивата, него ли лечењето. И Так. да бидам појасен, по-суштински би биле причините за нешто кое ќе се случува, него ли последиците, затоа што кога ќе настанат последици, ете и во медицината, некои процеси можете да ги повратите во првобитна положба, но некои штети во медицината не можат да се поправат. Така и во општествените науки е слично, и во машинството, и во електриката, и значи нешто може да се поправи, нешто не. Значи тоа е практично, не дека јас не сакам. Сите ние сакаме вечно да живееме, ние не киме никој да се разболи. Како би кажале, beyond the repair, нели, надвор од не може да се поправи во она терминологија. Или видите сега, гледате сега, како една психолошка чудна појава се случува овде во нашата политика. Пазете, некој ги гласал тие политички партии. Сега викаат политичката партија е крива. Ама чекај, а кај се овие што ја гласаат таа политичка партија? Зошто? Еве, например, некоја политичка партија променила име. Некоја политичка партија подпишала бугарски договор преспански. И се гледате, тој што гласал за таа политичка партија, која сменила име, која доведила бугарски и преспански договор, не бара одговорност од таа партија, туку бара одговорност од оној што не ги решава последиците. А претходно кажав, значи некои последици може да ги решите, некои може да подоцна можете, а може да некои не можете воопшто. Еве, например, јас ќе направам кривично дело, ќе украдам мобилен телефон. Ќе му го дам на швалерката ќе замени во Дубај. Како на украдениот ќе му се врати мобилниот телефон? Или потекло на имот порано. Значи, некои работи не се можни, не дека јас не сакам.
Јасно, да, ви благодарам. Тука многу зависи од тоа си како колкава е штетата, како што и вие посочивте, дали во медицината, дали било која друга екзактна наука, машинство, електрика. Но и политичка, државата и така натаму. Зависно колкава е штетата, велам, или последиците, или до каде се стигнало со тоа што се направило. Може тоа да не биде за некого штета. Еве сега имаме ситуација во Украина. И сега тука се, еве и околу Крим и така натаму, па Трамп реагира зошто Украина зошто не се спротивставила, туку го дала предходно, а сега го бара и така натаму. Сега тоа е, за некого е штета, некому му е добивка. Но колку е тоа поправливо? Така може, значи, дали, не знам, одредена штета на брод да се санира, да се затвори таа комора и да продолжи да плови, но некоја штета не може да се поправи и ќе потоне. И во медицината, да, ако е премногу оштетено нешто, екстремитет, мора да се ампутира. Не може да се спаси. Тоа е последицата. Така да дефинитивно, но дотолку повеќе овие работи се клучни кога станува збор за државата и таа аналогија, метафора со брод, со се едно, да ако не може да се, односно ако има штети кои не можат да се поправат, барем да се санира она што може и да не се дозволи да потоне. Да потоне она што веќе сериозно, што не плови како што би требало да плови. Како што е димензионирано, предвидено и аеродинамично и секако во таа политичка смисла. Значи, барем тоа е да се спречи да потоне. А потоа ќе се види да се испумпува водата од тие комори, ако може или не може. Тоа е тоа, затоа што спомнав аналогијата сега со дали Украина, дали зборуваме, одиме за тоа, не знам, Пиринска, Егејска и така натаму. Па тоа се последици веќе, тоа се комори одсечени. Но овој дел плови, сега да потоне ли тој или обидувајќи се да видиме ние со тоа другото што е поплавено. Затоа е аналогијата ампутација. Тоа се ампутира и крај за да се спаси организмот. А не да се остави тоа па да умре целиот. Дали може, со други зборови, да се направи нешто за да се спаси? Така што, откако ќе се спаси, тогаш ќе се анализира севкупната штета. Ова го загубивме, тој мотор не работи, тотално веќе не се поправа, но ова другото го вративме во функција што можеше да се поправи. Повелете, добар ден. Повелете, добар ден. Се слушаме? Да, се слушаме, повелете. Да. Исто, добар ден. Повелете, добар ден, ве слушам, да. Ја те гледам на телевизија, ти не ме гледаш, јас се крстам со лева рака, при толку гледање на вашата телевизија не можам да ве добијам. Еве, ајде, успеавте, повелете, да. Сега сакам да се насвртам на темата. Аха, кажете, да. А некоја си ревизија се сумува во владењето на Љупчо Ѓорѓиевски. Бранко Црвенковски пред тоа беше, дали направи приватна приватизација, направи криминална. Кога дојде Љупчо Ѓорѓиевски со зборови дека ќе се бори против таква приватизација. Така. Арно, ама, кога виде Бранко што прави, и он се прилагоди на тие услови да спроведува приватизација. И во еден ТВ дуел, Бранко му рече вака многу убаво. Ај, вика, да правиме ревизија на приватизацијата. Зачут на човеков не сакаше. Зошто не знам. И сега неговите членови, бранителите, или од спротивната страна бранителите, ќе се јават ќе брана страна. Јас сум партиски неопределен. Ама ја зборувам вистината. Онаа што требаше да биде од на Бранко приватизација, па до на Грујо приватизацијата. Оти мене ме фана на Грујо приватизацијата, ме фана мојата фирма да оди по стечај. Така.
и да го поздравам Риборот, најреален човек што дискутира во вашава емисија. Јас се извинувам, може би некој ќе навредам, ама таа е вистината. Дека не се лутат ни од ВМРО, ни од СДС. И ВМРО се криви за приватизацијата, и СДС се криви за приватизацијата. А ние неутралните не можеме до глас да дојдеме, за да кажеме некои наши мислења. Благодарам. Да, ви благодарам. Поздрав до слушање. Еве, се надевам ќе добиете и без да се крстите полесно линија во некој од следните прилики. И сега, да, 98 ете се актуализираше барањето за приватизација, тога ВМРО ДПМН, тогашно Ѓорѓиевски. А сега, како што ви спомнав, декември минатата година, ДУИ бара ревизија на приватизацијата. Од позиција на опозиција. И сега, и тоа од 98 30 години, неполни 27 колку се, ништо од тоа. Сега, еве, ДУИ со истата идеја. И сега, да, тоа е, ајде. Добро, и да видиме. А како тоа одеднаш сега се сетија и ако сега може би се сетиле, ајде да им се даде прилика дали ќе направат тие, ако не е направено 98. И така натаму, или овие актуелните сега, токму поднос на темата за делата, да застаруваат или не застаруваат. Како гледате увереноста и иницијативата, значи, ДУИ ја повикува владата да усвои закон за рестриктивни мерки како прв чекор кон враќање на владењето на правото, економската праведност, да спроведе ревизијата на процесот на приватизација. Тука имате, гледате, енергичност, мобилност, идеи веднаш. Од друга страна, ете, предлогот, што е, впрочем, и темата, предлог законот најавен од Левица, актуелните во владеачкото мнозинство се некако воздржани. Па ние, да, во принцип да, но да не биде ад хок, да видиме, да разгледаме, да... А прашањето е едноставно. Може ли со оружје на аеродром или не? Па нема што ад хок и ова. Метал детектори крај. Или има меѓу варијанти, како што имавме, кој како на аеродром ќе може да помине, чие обезбедување ќе го провери или нема. Па затоа да не биде ад хок, да се види што како. Тоа е, затоа треба да се знае, работите се чисти, некои работи се чисти, а тоа такви се да речеме токму тоа. Може ли да се оди со оружје по улица или на аеродроми или таква работа, односно која треба моралната вертикала да биде на функционерите. Ако се тие како што треба, нема што тоа апсолутно се подразбира, дајте. Или еве, нели, па се провлекуваше и она со тие детектори на лаги и слично, полиграфи и слично. Па и околу тоа, па не испадна ништо, но да се види и да се, па нема што има да криете. Затоа велам, кој нема што да крие, поминува и зелен коридор на граница и низ метал детектори и така натаму. И ако му задзвони, знае дека може би клучевите се, а не нешто друго. И нема што да се прашува, а дали да се постави тоа или не. Поставете општо што да видам, да не е ад хок, да видиме ова, да не и така натаму. Повелете, добар ден. Се ве поздравувам. Исто така поздрав, повелете. Видите сега. Преска ме насмеја портпаролчето на ВМРО Томислав од Битола. Аха. Како што велат умановци. Дали што е да. Добро. Да. Снимкиве беа за мито и корупција и за крадење по маркетите, дека граѓаните беа крадени на еден начин, узурпирани. Тој тоа не го каже, не го признесе, не е битно. Ви го замолувам да му кажем нешто, да му пренесам, пошто со мене многу се замара 24 часи, кога спие јас сум у кошмар, да иде во штапчево на ВМРО, да ги пушти снимките и ке неговото премиерче. Слободно да ги пушти од мене снимките што говорам. Директно у штабо на ВМРО. Така, што се прават многу поштени. Велите за приспитување за кражби, детектори и други. Па тие се, да ви кажам искрено, ВМРО-ски детектори, не може да ги фатите лесно. Како бе за време на ВМРО плантажи имате вие, Холандија може вода да ви носе со марихуана, Евана ве краде, маркети ве крадат, non-stop збореме за мито и корупција. Ајде бе, Томислав, објасни ми ти мене ВМРО-вче, кажи каде се парите за Пелистер што ги украдува ВМРО. Ајде, објасни ми многу работи, не само овде демагогии да ми ширеш пред народот
и да ми го величите ВМРО. Јас сум непрекосновен партиски, не сум како тебе определен. Кажи за твојата фамилија ВМРО кај има запослено и зошто 6 фирми си до сега 7 сменил? Ако си ти толку приступачна особа, психолошки многу ферментирана на еден начин, зошто не си останал во една фирма, бе? Или ти го виделе памето, ти ги менал фирмите. Биди, бе, човек со како што треба еснав. Или тие што се снашле во животот, па или во мориш, па ги пуштиш овде на телевизија, те треба сите да ги пуштиш. Еве ти кажувам, те замолувам сите да ги пуштиш и мене нон-стоп да ме пуштиш на телевизија. Ми го разубави денот, да ти кажам искрено. Да, благодарам, но велам постојано да не влегуваме во воопшто проблематизирање или поставување кое што е како е. Сосема е небитно, велам, и еве зато и другите ги молам да не го земаат пред, односно тоа или сите други квалификации кои некој евентуално ќе ги изнесе за некого, а кои отстапуваат од тоа што е кажано. Мислам, тоа е и лична работа и целосно нерелевантна, небитна. Сеедно, некој од убедување, некој од идеологија, некој од интерес, некој ги кажува работите, но ние не е наше да анализираме заради кои причини ги кажува, туку тоа што го кажува. Повторно велам, тој што ја продава осигурителната полиса, дали таа вреди или не вреди, а зошто тој ја продава, дали верува во неа на вистина или за да заработи некој денар, или му е тоа работа, или му е ветено, или е принуден, ниту бара помош, ниту го кажува тоа, туку ни нуди производ како политичарите предизборно ветување. Дали е ваков или онаков, и политичарот како изгледа и што е како е, впрочем исто така е небитно, туку она што го ветува дека ќе го направи. И тоа треба да не интересира, а дали ќе го видиме или нема да го видиме, апсолутно нема ни потреба ни да ги гледаме и ги слушаме. Освен ако некој не сака ги гледа и слуша заради други причини. Пријатен му е, убав му е, добар му е и го сака на какови да е начин. Затоа велам и ова е сосема небитно, туку тоа што се пласира, дали се согласуваме со тоа, дали има основа или нема, а од кои причини тој го кажува тоа, тој кој да е. Политичарот, учесникот во дискусиите, навистина нема никаква важност. Туку единствено тоа што го кажува. И тоа треба да го процениме, да видиме дали е во сфера на интерес наш или не. Да, ако не е, апсолутно нека кажува што и да... Некој и од убедување кажува нема врска ни со партија, ни со ништо, па не може да увери никого. Да речеме, на мнозинството смешно му звучи или банално. И што ако не е партиски, а ако тоа што го кажува е не подкрепено, не темелно, без темели, уверен дека, не знам, за една година ќе се сменат работите и така натаму, смешно. Затоа овие се она што остава впечаток дека има основа е поблиску до политиката отколку неверојатните работи. Затоа што тие знаат што да кажат. Не ветуваат работи кои се навистина невозможни. Ветуваат, тоа е јадицата. До следната година или сега гледате реформски агенди и така натаму 27-ма и слично се остава простор, никој не вали утре. Затоа што знаат дека никој нема да поверува во тоа. А после 4-5 години, ајде вие прашајте. И потоа се повторува, затоа и неслучајно спомнав и очигледно ве подсетив на 98-та ветувањата за ревизијата на приватизацијата. Значи не е тоа ново нешто, па сега го имаме повторно од дуи декември минатата година. Па што е 30 години? Што не направил никој? Но затоа тоа се повторува и затоа тоа звучи по-реално од политичарите, затоа што е спакувано така да звучи реално за да може да помине. Но затоа ние треба да го процениме тоа. Колку пореално звучи, толку посомничави да бидеме. А од кои причини тоа го кажуваат тие, дали стварно мислат да го реализираат тоа или
ветувањето е како да ги придобијат гласовите за тие, да останат. Тоа нека му го мислат тие. Повелете, добар ден. Здраво. Здраво, поздрав до вас, повелете. Па види, ја еднаш ваша емисија кажував за еден Мартин Шпегелј. Да, знам, се сеќавам, да. Така, тој беше нешто околу Министерство за одбрана на Кроација. Тој, више у стари години пред умирачка, си кажа човекот, значи на ниво на цела Југославија, Западот, кога ја воведуваше демократијата овдека, кажа, правите што ќе правите, крадете, плјачкајте, обер направете, значи, од државата, али приватно мора да има државно ништо. Значи, така почнаа тука Бранко, таму кај ни Шпегелј и компанија заедно со Тужман, и по Словенија таму кој беше тогаш Кучан и кај да се... Да, Милан Кучан, така, да. Така се раскршми државниот имот, патриотот Георгиевски, бугарашот, на тие ветувања дека он ќе ревизира таа приватизација, ше толку продуди со Окта, со Телекомот, со еден куп други фирми што беа исто поддржана капа, и луѓето се уште денеска си гласаат за антета и за курантета. Значи, затоа нека не се препуцаваат тие симпатизерите на двете партии или кои имаат некој интерес. И едните и другите се тешка апашана, компрометирани со дозвола на Западот, американците, Европска унија, Британија. Значи, без благослов на нив не смеат да пипнат ништо, една игла не смеат да поместат. Дадена им е шанса за неказнивост. Еве сега Левица нуди закон, каде што нема да застари. Ајде. Благодарам, еве се слушаме и во наредна прилика. Добар ден за следниот гледач. Повелете. Добар ден и со поздрав до тебе. Благодарам, повелете, поздрав. Ова рибарот пак читал некој погрешен вестника и овие следбениците на Ембе Рожа изгледиците вестници ги читат. Бранко приватизираше златните кокошки, например, Фершпет, Пивара, Европа. На ВМРО му ги остави загубарите. Например, некој постар вестник, ако му пуштат по реката кој ќе фаќа риби, ќе прочита дека Окта носеше $120 милиони годишна загуба правеше. Така, и некој требаше да се чука главата да ги решава проблемите на загубарите што му оставија на ВМРО за стажови неплатени на работниците, плати како да се исплатат. Тоа беше приватизацијата. Ама ги мешаме малце работиве, други вестници читаме, или Ембе Рожа, па друго им кажувал на овие од левица. Исто така, кога изјавил, ја не знам, Мицкоски како ќе ги поништи договорите, јас цело време пратам ВМРО што кажува, ниједнаш не ма кажано, него ќе се трудат да ги подобрат и да излечат најдоброто. Исто како изјавата дека е прекрасен преспанскиот договор, цела држава свати дека е иронија, само рибарот не свати, изгледа дека во иронија го кажа тоа Мицковски. Значи нема споредба исто меѓу овие две партии. Гледаш ти денеска и председателката на ДКСК во обвинителство. Гледај лекари, председателка, нема... Тоа е акција, што прави овие 7 години? Што правеше Спасовски 7 години? Овие мита, корупции ги немаше, со нега и со инвалидитет. Па колку години работа луѓе? Што правеше? Спиеше обиджуко? И сега интерпелација за Тошковски ќе бараме, затоа што видоа сериозен човекот, сите ќе дојдат на ред. Тоа е болката главна. Дека се приближува, до сите се приближува тоа што треба. Да, ви благодарам, поздрав до слушање. Повелете, добар ден. Повелете, добар ден. Веќе сме на крајот, но да, токму во таа насока. Значи, дотолку повеќе потврда дека не само дека треба ревизија, туку треба и навистина сериозни законски измени, и тоа токму таму каде што од каде што доаѓаат тие работи и кои се генератор. А очигледно секаде каде што се загребе под површината во работењето на тие институции се отвораат само се шират мрежи.
Значи, умреженост неверојатна и тоа функционира така да прво треба да се расчисти, да се направи ревизија и потоа секако да се усвојат нови кривични закони кои ќе се справат со сето ова што е сторено и ќе направат една нова клима за да понатаму не се случуваат или барем во помала мера да се случуваат, односно повеќе да не се случуваат колку што ќе се случуваат за да може постепено државата да излегува на површина со сите нас кои сме во неа и ви благодарам на сите кои бевте и со емисијата Очи во очи. Останете со Телевизија 24. Довидување.